Власта допрва ќе анализира која е причината за големиот број починати пациенти заразени со COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче вели оти ваков генерален скрининг ќе им одземел доста време, бидејќи ќе се анализирале повеќе параметри. Општата здравствена состојба на пациентите, колку често тие се јавувале на преглед, но не прецизираше дали ќе се анализира и текот на лекувањето во болнички услови. Здравствената состојба на пациентите претходно, типот на хронични болести, начинот на лекување, пристапот во редовноста во земањето на терапија, пристапот кон терапија, колку често се јавуваат на контролни прегледи. Тоа е навистина една многу детална, но многу важна анализа која што сметам дека треба да направат повеќе земи. Лекарите пак се погласно алармираат оти власта досега требаше да објави детална анализа зошто државата се најде на врвот во Европа по смртност. Онкологот Милан Ристески тврди дека не е тајна оти пациентите заразени со COVID-19 мака мачат да стигнат до болнички кревет. Вели процедурите биле комплицирани, а за да се смести еден ковид пациент во болница, потребно е организацијата да оди преку матичен лекар до брзата помош, па да се добие потврда од клиниката каде се упатува пациентот, што според него е непотребно губење на драгоцено време. Да видиме каде, дали во тријажата, дали тука ненавремено се прават работите, дали прогностичките параметри кој пациент како ќе се развива не ги работиме како што треба, што е еден навистина сериозен параметар и не го работиме како што треба, па понатаму самиот кадар кој каде колку е навистина способен да го работи тоа, едуциран. Да речеме на сајтот на лекарската комора имаше неколку обуки, ама не знам ни колку виделе, ништо виделе од сето тоа, дали некој ги проверил. Дали сестрава што работи прва смена и сестрава што работи втора смена користат ист протокол за oxygen flow rate. Во меѓувреме, бројот на заразени не спласнува. Билтенот на Министерството за здравство секојдневно бележи околу 500 нови случаи и 20 на починати како последица од вирусот. Министерот Венко Филипче потврди дека трансмисија на коронавирусот веќе има и во училиштата, па најави дека наскоро учениците ќе се тестираат со брзи тестови, нешто за што надлежните до вчера тврдеа дека не било потребно.